Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска го отвори дневниот центар за лица со церебрална парализа. Во современи услови, ангажман на стручен кадар во овој центар дел од своето слободно време ќе поминуваат околу 30 на деца. Ова не е дефинитивна бројка на лица со ваков хендикеп, но во иднина ќе се прават напори да се зголеми бројот на вакви капацитети. Овој центар треба да биде еден од сервисите за лицата со хендикеп, но во него треба да доаѓаат и деца од детските градинки, лица од старските домови, но и други луѓе, се со цел да се направат чекори во инклузијата на оваа ранлива категорија во другите текови на општествено живење. Јас како министерка и ние како влада се залагаме за унапредување на системот на социјална заштита. И вчера знаете дека најавивме се покачува социјалната помош 3 пати, но тоа не е доволно за да имате функционален систем на социјална заштита, затоа што социјалната заштита има втора компонента која што се однесува на социјалните услуги на локално ниво, кои што го подобруваат квалитетот на живење на граѓаните кои што имаат потреба од истите. И токму затоа целата оваа реформа ја водиме и низ отварање на социјални услуги. Мене ми е навистина драго што градоначалникот веднаш по повикот што јас како министерка минатата година го испратив до сите општини, направи проект, го достави до министерството и веднаш обезбедивме финансиски средства. Тоа се нешто повеќе од 2 милиони денари за да овој центар денеска можеме да го отвориме и да кажеме дека е еден од посовремените во кој што може да се извршуваат сите функции кои што се потребни во овој центар. Во адаптирањето на дневниот центар беа инвестирани околу 2 милиони денари и овој потек е реализиран благодарение на ангажманот на локалната самоуправа, но и на родителите на овие деца со цел да создадеме услови за заедничко дружење и стручна помош околу проблемите со кои се судираат секојдневно, истакна градоначалникот на општина Ваилија Јовановски. Тој нагласи дека ова е една од заложбите и ветувањата да им се помогне на оваа категорија граѓани, но исто така вети изградба на други капацитети од ваков вид. Задоволството му е уште поголемо што ваков центар се отвора прв град во Македонија надвор од Скопје и сакам да упатам благодарност на министерката Мила Царовска за дадената морална и финансиска поддршка за правење на овој центар. Исто така да упатам благодарност до директорот на Агенцијата за социјални грижи од нашиот град, за тоа што учествуваа заедно во креирањето на реализацијата на овој центар. Она што го ветив за неполна година го остварив за овој центар за церебрална парализа. Сакам да кажам дека она што го сочувствував со заболените, со децата со церебрална парализа, со нивните родители, заедно го остваривме и во иднина ова дека биде како поттик едно и за сите други социјални работи што треба и социјални сервиси што треба да се случуваат во градот, нека биде како поттик за понатамошна реализација. Ние ќе се занимаваме со подигање на едно квалитетно секојдневие и психосоцијален живот на оваа категорија корисници за која денеска сме овде. Факт е дека негата, едукацијата и социјализацијата ќе ни биде најбитна работа. Факт е дека ова ќе го направиме со мултисекторски тим од 10 колеги кои допрва ќе се стекнат и со нови, би рекол, знаења. Напоредно со стручниот кадар кој ќе работи со лицата со церебрална парализа, во него ќе бидат вработени дел родители на децата кои ќе го посетуваат овој центар.